Денеска во основното музичко балетско училиште Лазумица Фрале се одржа свеченост посветена на одбележувањето на успешното реновирање на самото училиште како дел од неколку повеќегодишните иницијативи на УСАИД во Македонија, а за реконструкција на ова училиште. Да потсетиме, извршена е реконструкција на самото училиште и пуштена во работа новата концертна сала која беше финансирана од оваа агенција, од УСАИД и од Европската команда на армијата на САД во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија, локалната самоуправа Кавадарци и бизнис заедницата во овој град. На свеченоста денеска попладне посветена на овој значаен настан присуствува ученици и наставници на музичкото училиште, потоа директори на училишта, раководители на јавни установи, советници на градскиот совет, представници на партии и други. Со сечење на лентата од најповиканите на денешниот настан беше означено стартувањето на функционирањето на салата. А лентата ја пресекува заменик помошникот администраторка на бирото на УСАИД за Европа и Евроазија Гречен Бирку, градоначалникот општина Кавадарци Митко Јанчев, директорот на основното училиште Лазумица Фрале Златко Јованов, како и подполковникот Ерик Рајс од военото аташе на Соединетите Американски држави. Инаку на присутните во салата им се обрати Глечен Рајс, потоа директорот Златко Јованов и градоначалникот Митко Јанчев, а ученици од ова училиште одржаа мини концерт на кој беа изведени музички и балетски настапи. Инаку оваа година УСАИД ја одбележува 25 годишнината во Македонија. Американскиот народ преку УСАИД има инвестирано досега $610 милиони, почнувајќи од 1993 година. УСАИД работи со граѓаните на Македонија со цел да создадат работни места, да ги зајакнат демократските институции и практики, да го подобрат интегрираното образование и да ги подготват учениците за современиот пазар и труд. Овие иницијативи во партнерство со граѓаните на Македонија имаат за цел да го подобрат квалитетот на живење во земјава. Од 2008 година до денеска, значи за овие 10 години, USAID заедно со училиштето, со општината и со сите донатори што се од самата општина, бизнис сектор, родители, наставници, успеавме да направиме едно музичко современо училиште со една концертна сала, значи од една барака руинирана да се пресели музичкото училиште во новата зграда, а потоа да изградиме и оваа концертна сала во која ќе можат децата да ги покажат своите знаења и сето тоа што ќе го научат во училиштето. Во сите овие работи УСАИД учествуваше со $90,000 во овие 10 години зборувам, значи за двата проекта, додека општината и училиштето потрошија околу $200,000 за сите овие работи. На ова се додаваат уште сите донатори, спонзори од самата општина и сите родители и наставници кои работат во училиштето. Сето ова во интерес на нашите деца, сите работиме за нивната иднина, за повеќе да научат и подобро да си ги искажат своите научени знаења. Овој проект се реализираше во рамки на активностите кои што ги има Македонскиот центар за граѓанско образование, кој што во соработка со USAID и Европската команда на Американската војска успеа во изминатите 10 години да направи нешто кое што е гордост не само за град Кавадарци, не само за нашата организација, него за цела држава Македонија, затоа што ова што го гледаме денеска тука е веројатно едно од најубавите училишта не само во Македонија, туку и во регионот. Ние традиционално со општина Кавадарци имаме прекрасна соработка која што се базира пред се на доверба и взаемно инвестирање во она што го работиме. Како што каже и Лири, инвестициите се многу помали од наша страна, ефектот е многу поголем, инвестирањето од страна на општината, на Министерството за образование и наука, на локалната бизнис заедница, на родителите, на наставниците, на учениците, буквално на сите доброчинители кои што сакаат ова училиште да биде ова што е денес. Така да резултатот од нашата соработка е музичко училиште, концертна сала, балетска сала, услови за средно училиште кое што веруваме дека набрзо ќе успее општина Кавадарци да го добие и пред се уште стотици и илјадници награди кои што овие ученици под водство на директорот и на професорите од музичкото училиште ќе ги освојуваат и ќе видат гордост за сите нас. Пред се сакам прво да се благодарам на моите претходни говорители кои дадоа убави патокази за нашите проекти кои до денеска ние за оваа една деценија ги реализираме. Што добивме ние како училиште од нашиот град? Нашиот град доби уште една голема капитална инвестиција, голема зграда која овозможи да нашите просторни услови кои не ги исполнуваа за нашите стандарди за настава кои ги имавме претходно, сега ни возможи уште
подобра иднина наша во делот на завршување на нашите наставни планови кои ги имаме како просторно, за да добиеме концертна сала, за подобра изvedба на нашите ученици, да ќе покажат нивното знаење. Исто така добивме балетска сала, која до ден денеска 10 години бевме почири во Домот на културата во нашиот град. Исто така добивме и сала за традицијски инструменти, тоест народни инструменти, и горен спрат го добивме како просторни услови за индивидуална настава, кои што кај нас во нашето училиште во Подронов не ги исполнуваат стандардите за одвивање настава. Ние само како училиште што добивме вакви просторни услови, туку доби и нашиот целокупен град, што сите културни манифестации што ги организира и локалната самоуправа и нашите граѓани може да ја користат ова концертна сала за да си ги прикажат нивните знаења во делот на културата. Чест ми е што општина Кавалац е домаќин на овој свечен настан за кој што прославуваме заедничко стигнување во обезледувањето на условите за одвивањето на воспитно-образовниот процес на нашите деца. Денес сме сведоци на напредок на ова училиште, на овие наставници и ученици, кои се доказ за тоа дека се работи заеднички, посветено со голем ентузијазам, нема недостижна цел. Наставниците имаат важна улога и благодарна улога да ги учат младите на меѓусебно почитување и разбирање со работка и улога како општина да ги поддржуваме во заложбите, но и да обезбедиме услови за нивното успешно работење на конкретни иницијативи. Во таа насока, благодарение на повеќегодишната тесна соработка на USD, ни се отвори можност да учествуваме во реновирање на училиштето и во изградба на новата концертна сала, со што им возможивме на младите музичари да го развиваат својот талент, но покрај тоа и да изградиме концертна сала и нови училници и училишта. Уште поважно е тоа што создадовме простор за развој на талентот кај младите, место во кое ќе можат да стекнуваат искуство заедно со забавни услови и подлабока, односно потранспарентна идеја. Нема овој настан да биде потик и повик за уште една поактивно да не се движиме кон подобро општество. Ќе биде потик и за подобро утро на општина Кавалаци да можеме заеднички со нашите талантирани деца да направиме да имаат подобро утро и подобри услови за самите ученици. Јас, како домаќин, како градоначалник, упатувам срдечна благодарност до USD и Европската команда на армијата на САД и несебичната поддршка која ја даваат заедно да учествуваат во вакви проекти во повеќе општини во Република Македонија. Искрено сме дел од тие проекти и сме многу благодарен како општина и градоначалник што можеме да учествуваме и заеднички да формираме.